Вторник, 2 мај, кратки вести во 12 часот. Министерот за економија во владата на Република Македонија Крешник Бектеши синоќа на Facebook објави краток пост, а потоа и видео за тоа колку е нужна изградбата на коридорот 8. Над 5 километри колона Кичево-Гостивар, на Струга и Охрид како туристички бисери во земјава им е потребен коридорот 8 повеќе од кога било. На ВМРО ДПМН треба да е јасно дека без овој проект нема туризам и економски развој, објави Бектеши. Овој проект од самиот почеток го следат контроверзии. Прво се заобиколија закони и се донесе нов закон во 4 очи, а имаше проблеми и со изборот на надзор. Но и покрај сомнежите, владата и Бехтел и ЕНК го потпишаа договорот. Езеро не е море, Охрид не е Солун, ама и евро и 3,5 евра за кафе не е исто. Еспресо и мало макијато по 3,5 евра, Нескафе 4 евра сепак е премногу. За вкупната сума која ја плативме за кафе има ресторани во Охрид каде можевме и да си ручаме. Без никаква намера да правиме погрешни и непотребни споредби Езеро море. Ја пренесовме оваа реакција на читатели на Охрид Прес кои до нашата редакција испратија фискална сметка со цените кои ги платиле за кафе во Солун. Нашиот Охрид важи за еден од поскапите градови во Македонија, особено за оние кои живеат во него, затоа што се уште не профункционира системот на сезонски и цени вон сезона. Граѓаните живеат со летни цени во текот на цела година, а последните поскапувања направија цените да пораснат барем за нови 20 до 30%. Шахисти од Охрид беа помеѓу 52 играчи од повеќе општини од Македонија кои зеда учество на шаховскиот рапид турнир Пелагонија Гран При 4, кој викендов се одржа во Прилеп. Константин Лушевски од шаховскиот клуб Ласкер од Охрид освои награда за најдобар млад играч, а по голема борба победи Горан Готовуша од шаховскиот клуб Пелагон од Прилеп. Во Охрид денеска облачно време со услови за локален дожд, максималната температура до 15 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.